Отворен е првиот библиотечен центар за слепи и слабовидни лица, кој дава можност за печатање книги со Брајово писмо и за издавање звучни книги. Лоциран е во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје и се простира на 200 квадратни метри, адаптиран простор со канцеларија за вработените и читалница. Како што истакна и премиерот Никола Груевски, кој свечано го отвори центарот во придружба на министрите за култура, за труд и социјална политика, обезбедени се печатарска машина и тонско студио за книги во аудио форма, со кои ќе се зголеми книжниот фонд за околу 2500 регистрирани слепи лица во државата. Македонија е земја на еднакви можности и можностите треба да ги добие секој. Нашата цел како влада е да им помогнеме на слепите и слабовидни лица во вршењето на основните активности за подобрување или компензација на загубената функција. Груевски истакна дека владата ќе им излезе во пресрет на овие граѓани со други превземени мерки, како што е одлуката за надомест од 7000 денари за лица за придружба, што ќе почне да се издава од месец јули 2012 година. Премиерот потсети дека обезбеден бесплатен меѓуградски превоз 6 пати годишно за лицата со оштетен вид и за нивните придружници, а слепите се ослободени од плаќање патарина. Покрај тоа воведени се и посебни стимулативни мерки за работодавачите што ќе вработат слепи или лица со попреченост. Имено Библиотечниот центар за слепи и слабовидни лица е отворен со поддршка од владата на иницијатива на Националниот сојуз на слепи лица.